На духовден многу луѓе одат на гробишта, а не треба. На гробишта се оди ден претходно, на задушница кога молитвено си спомнуваме за упокоените. А на духовден се оди во црква. Зашто тогаш го прославуваме излевањето на Светиот Дух врз апостолите и роден денот на црквата. Но што точно се случи на овој ден? Пред духовден или Педесетница, апостолите беа обични луѓе. Рибари кои се криеа зад затворени врати и се плашеа дека и тие ќе завршат на крст исто како и Господ Христос. Но на денот на Педесетницата, додека беа собрани околу апостолот Петар, одеднаш се слушна шум како силен ветар, а над нив се појавија огнени јазици. Светиот Дух се симна врз нив и целосно ги преобрази. Од тој момент, истите тие луѓе без страв проповедаа пред народи и империи. Истите тие што претходно бегаа, сега доброволно и храбро прифаќаа страдање. Обичните рибари ги направи рибари на луѓе кои ја уловија целата вселена. Но што беше тоа што предизвика таква промена? Надворешно се беше исто, истите луѓе. Но присуството на Духот Божи однатре ги исполни и ги преобрази. Затоа се јави како оган, зашто огнот преобразува. Непотребното го гори, а доброто го прочистува. И токму затоа духовден не е ден на мртвите. Но многумина го мешаат тоа зашто зборот дух го поврзуваат со душите на покојните. На духовден сепак ние не се фокусираме на човечкиот дух, туку на Светиот Дух, изворот на животот, Господ. А нашите покојни, се разбира, нив не ги забораваме. Но најголемата помош за нив не е храната што ја оставаме на гробот и за која викаме нека им се најде. Таа ниту ќе им помогне, ниту ќе им се најде. Она што ќе им се најде е нашата молитва. И затоа е на духовден да отидеме во црква, да застанеме на литургија, да се исполниме со истиот Свет Дух кој ги преобрази апостолите. Зашто Духот Божи непрестајно се излива врз црквата и действува во секој човек кој му прави место во своето срце. Тој е животот на црквата. Божјото присуство кое дава нова надеж, нова сила и истрајност. Божјото присуство кое не исцелува, не исполнува, не осветува и не преобразува во славата Божја. За многу години духовден.